Георги Баждаров е роден на 2 февруари 1881 година во село Горно Броди, Серско-Егејска Македонија. На 7 годишна возраст починала неговата мајка и тој останал сирак. Школувањето го почнал во своето родно село, тука го завршил основното образование. Понатаму своето школување го продолжува во гимназијата во Серско, каде што учител му бил Христо Матов. Георги Баждаров е еден од македонските револуционери кој што не е толку многу познат на македонската јавност. Баждаров, како и поголемиот дел од македонски револуционери, минувал низ повеќе фази во неговиот револуционерен живот. Навистина може да се каже дека Баждаров имал бурен револуционерен пат, бурен револуционерен живот кој што завршил трагично. Георги Баждаров е македонски четник, револуционер, раководител на македонската револуционерна организација, нејзин деец, еден од интелектуалците во македонската револуционерна организација, кој од своите рани младешки години навлегува во македонското револуционерно ослободително движење и останува во него до крајот на својот живот. Георги Баждаров бил дел од интелектуалниот круг на потесниот дел од организацијата. Како член долгогодишен на организацијата и дел од задграничното представништво во периодот од 1920 година 1929 година, тој бил задолжен за публицистички и организацијски дејности на организацијата. Заедно со Кирил Прличев, Георги Баждаров бил главен советник на Тодор Александров и Иван Михајлов, се до распаѓањето на организацијата во 1928 година. Биле задолжени за организацијски, публицистички и политички цели на организацијата. Причина за неговото вклучување бил интересот кој што се јавил кај него за ослободувањето на Македонија и за карактерот на македонското прашање, а тој интерес бил побуден од неговите учители Иван Гарванов, Христо Татарчев, другите ученици македонци кои што полосна исто така ќе станат членови на внатрешната македонска револуционерна организација. Тие овде со часови дебатирале, дискутирале за тоа како Македонија да се ослободи, каков е карактерот на македонското прашање. Тоа се клучни години во животот на младиот Георги Баждаров. Потоа продолжува со своето образование во екзархиската Солунска гимназија Свети Кирил и Методи во Солун, каде што имал можност да се дружи со видни македонски револуционери кои што биле исто така негови соученици или пак професори во гимназијата. Тој тука станал и член на Бугарското тајно револуционерно братство, но станува и член на револуционерниот ученички кружок. Најчесто се движел со Павел Шатев, со Пандо Кљашев, со Христо Силјанов. Тука исто така се среќава со раководителите, па дури и со еден од создавачите на македонската револуционерна организација, како негов учител, значи го среќава Даме Груев. Под влијание на литературата која што ја читал и која што била прилично револуционерна, решил да го продолжи своето образование и се запишал еден временски период и на факултетот за историја при Софискиот универзитет. Но поради лошата материјална состојба привремено го откажал неговото школување кое што го завршил малку полосна. Значи се работи за еден македонски интелектуалец со високо образование. По завршувањето на Солунската гимназија се вратил во Серскиот округ, револуционерен округ, се вклучил во четите на македонската револуционерна организација. Значи, прво бил ангажиран и како учител да работи, но морајќи да помине во илегала, тој влегол во четата на еден од најпознатите војводи во овој крај во тоа време, значи Илија Крчовалијата. Прво влегол како четник, но по известно време од страна на Гоце Делчев, Георги Баждаров бил назначен и за секретар на четата.
Всушност, таа функција, секретар на четата на Крчовалијата, ја добил како учен човек, писмен човек, бидејќи војводата Илија Крчовалијата е од категоријата на војводите кои што действувале уште пред создавањето на Македонската револуционерна организација, значи не бил грамотен, не бил способен да ја одработува таа секретарска работа. Едно време се борел дури и во четата на Јане Сандански, за да подосна како од минало времето има идејни разлики со Сандански и неговата група. Веќе тоа се првите револуционерни искуства на младиот Георги Баждаров. Овде секако интересен е податокот и треба да се спомене една фотографија на која што Георги Баждаров, Пејо Јаворов, Гоце Делчев и уште неколкумина македонски револуционери се сликале. Тоа е групна фотографија и значењето на неа е затоа што тоа е последната фотографија пред загинувањето на Гоце Делчев во Баница на 4 мај 1903 година. Ако се прочитаат спомените кои што се недовршени на Георги Баждаров, ќе се види дека тој навистина големо место, големо внимание во своите недовршени спомени посветува токму на ликот и на карактерот на Гоце Делчев, кого што го посочува како еден од најголемите корифеи на македонската револуција, еден од најголемите организатори на ВМРО и на македонското револуционерно движење. Наскоро заминува во Софија, каде што се вклучува во дејност и активноста на македонските емигрантски организации, така што тука се запознал со Гоце Делчев, со Ѓорче Петров. Своето гледање непосредно пред Илинденското востание за состојбите во Серскиот револуционерен округ имал можност да го искаже и на Солунскиот конгрес, одржан во јануари 1903 година, каде што се разгледувало прашањето за кревање на востание. Баждаров констатира дека неговиот округ не е доволно подготвен во смисла на вооруженост и бара да се разреши тоа прашање и кон средината на 1903 година за оваа работа бил испратен во Софија, значи за набавка на оружје на округот и постигнал одреден успех во тоа, значи успеал да се довооружи еден дел од активното население, значи активно револуционерно активно население во неговиот округ. Ѓорги Баждаров припаѓа на онаа плејада македонски револуционери кои што имал можност да учествува и во Солунскиот конгрес кога се носени одлуките за вземање на одлука дали да се дигне во Македонија востание во текот на летото 1903 година или да се одложи за некои идни времиња. Тој ги бранел позициите на левото крило на организацијата подоцна, затоа што сметал дека востанието е предвремено, меѓутоа сепак активно се вклучил во неговото организирање и покрај тоа што често пати потенцирал дека неговиот реон е неспремен и нема оружје за избавнување на востанието, сепак тој во неколку наврати од Софија успеал да донесе оружје. Во самото Илинденско востание тој всушност и го доживува своето огнено крштевање. Значи прва битка во која што учествува Баждаров е битката одиграна на 14 септември во близината на селото Броди, каде што македонските чети доживуваат еден успех, значи во однос на силите и во однос на загубите. Тука се убиени 8 од македонските учесници во битката, наспроти, значи многу поголем број од страна на турските војски и башибозуци. Во годините по Илинденското востание, кога се случил расцеп во редовите на внатрешната македонска револуционерна организација, Георги Баждаров се приклонил кон десницата, кон конзервативната струја во ВМРО. Тој не учествувал на возобновувањето на тој возобновувачки конгрес во Кјустендил 1908 година, но тогаш учествувал во создавање на една политичка организација во Македонија пред изборите за младотурскиот парламент, која што се нарекувала Бугарски конституциони клубови. Навистина, името е интригантно. Во секој случај се работи најмногу за македонци членови на тие бугарски конституциони клубови
и тие се кандидирале на парламентарните избори, некои и добили и станале членови на Младотурскиот парламент. Тоа не е случајот со Ѓорги Баждаров, но секако треба да се спомене како организатор во сето ова. По завршувањето на Балканските војни, Ѓорги Баждаров бил песимист и не верувал дека сојузниците Србија, Грција и Бугарија ќе дадат автономија на Македонија. Тој сметал дека поделбата можела да се избегне, доколку пред војната, цитирам, се склучил мир со Турција на база на автономија на Македонија. Првата светска војна, како и неуспешните востанија и војни на македонскиот народ, кај Ѓорги Баждаров оставиле длабоки рани. По војната, во своите незавршени спомени, тој ќе запише. Илинденското востание беше удавено во крв и задушено со оган. Многу пати сум се нашел во мачни, тешки и опасни состојби. Но тој ден, јас горчливо плачев. Плачев не за загинатите во востанијата и војните. Тие си го исполнија својот херојски долг. Тие оставија на поколенијата еден вечен и со ништо не нарушен морален капитал. Плачев за оние што го дигна оружјето против своите. Плачев и за оние што го почувствуваат целиот ужас на победените. Плачев и за иднината на овој со векови намачен народ. Во периодот на Балканските војни и Првата светска војна, тој не е ангажиран како поголемиот дел на македонски комити и поранешни војводи на ВМРО и неговото учество е повеќе интелектуално, ако може така да се каже. Значи, не учествува директно со пушка во рака, иако ги поддржал Балканските војни, мислејќи дека наскоро ќе се случи ослободувањето на Македонија. Всушност, во сите документи, во спомените, тој истакнува една голема разочараност од трагичниот крај на Балканските војни и поделбата на Македонија со Букурешкиот мировен договор. Разочарувањето било огромно затоа што македонското прашање не било решено. Ниту една од формулите кои што револуционерите ги барале за Македонија не била исполнета. Македонија не добила ниту автономија, а уште помалку независност. Тоа се навистина трагични години кои што оставиле длабока трага во карактерот и во понатамошниот револуционерен пат на младиот Ѓорги Баждаров. Во текот на 1920 година, кога се уште трае Версајската, додека траат тие преговори околу Версајскиот мировен договор, Ѓорги Баждаров заедно со Иван Каранџулов, кој што подоцна ќе стане претседател на извршниот комитет на македонските братства, имаат средба со американскиот дипломатски представник во Бугарија, Марфи, и во тој разговор бараат од американскиот дипломат принципите кои што се поставени од американскиот претседател Вудро Вилсон, така наречените 14 точки, да бидат применети и во Македонија, односно основа тоа е барањето секој народ да има право на сопствено самоопределување. По завршувањето на војните дејствија од Првата светска војна, целокупната македонска емиграција во Бугарија, целокупните македонски револуционерни сили, значи се вклучуваат во барањето на начин и средства како сега да се делува пред одржувањето на мировната конференција после војната за разрешување на македонското прашање. Пред се нели за актуализирање, наметнување на македонското прашање како нерешено и во која насока значи да се бара неговото разрешување. Најголеми дискусии по оваа прашање се одвивале во средините на македонската емиграција која што била организирана во легални братства во Бугарија. Таа емиграција некаде ја среќаваме како бројност од
некои 300.000 до 300.000, што нели е респектабилна бројка. Тие биле организирани во своји легални братства. Македонските пак добротворни братства биле организирани во свој сојуз, значи сојуз на македонските емигрантски братства во Бугарија. Тие одржувале своји годишни конгреси и избирале раководно тело, значи извршен комитет на Сојузот на македонските емигрантски братства во Бугарија. Значи тој извршен комитет се јавува како носител на барањата пред дипломатите кои што се во Софија, пред председателите на големите сили на другите држави кои што на некој начин можеле да дадат придонес, исто така пред новинарски, публицистички средини. Во тоа учествува Ѓорги Баждаров активно. Тој дури на првиот собир на македонските братства, значи веднаш по војната тие се активираат повторно, бидејќи за време на војните е замрена таа активност, бил избран за секретар на извршниот комитет на овие братства. Значи, истовремено, тој е многу близок и со Тодор Александров особено, и со Александар Протогеров, кои што заради легалната работа на внатрешната македонска револуционерна организација во Бугарија, се повлекуваат од братствата и се повлекуваат од легалното нивно делување, значи и работат како раководители на ВМРО. А Ѓорги Баждаров истовремено во 1920 година, значи е избран и за задграничен представник на оваа внатрешна македонска револуционерна организација, каде што заедно со Кирил Прличев, нели, одработуваат сериозни програмски работи на внатрешната македонска револуционерна организација. Ѓорги Баждаров бил приврзаник на мнозинството, кое се залагало за помирување и обединување на македонските емигрантски струи, како и за идејата за автономна Македонија. Ваквото размислување тој ќе го запише на следниот начин. Ние, јас и моите пријатели, поддржуваме дека обединувањето треба да биде на идејна почва, кога сите ќе го прифатиме автономниот принцип. Зашто никогаш не сме биле против автономијата? Напротив, до војните сите бевме само за автономија на Македонија, а за време на војните бевме пак сите за присоединување кон Бугарија. Тој во периодот од 1920 година па се до неговата смрт ја извршувал функцијата член на задграничното представништво на внатрешната македонска револуционерна организација. Тоа е втора по значење институција во организацијата после Централниот комитет. Всушност Централниот комитет е тој што ги има најголемите ингеренции, а потоа по него е задграничното представништво кое што исто така има огромна моќ и функција во внатрешната македонска револуционерна организација. Во периодот меѓу двете светски војни, Ѓорги Баждаров по обновувањето на внатрешната македонска револуционерна организација е избран за задграничен представник, така што повторно избран за задграничен представник во периодот кога ја одржан 6-тиот конгрес на организацијата во село Србиново во 1925 година заедно со Наум Томалевски и Кирил Прличев. Та Баждаров треба исто така да се спомне дека како член на задгранично представништво на организацијата, тој го имал оделот повеќе за она пропагандна активност, издавачка дејност, или поточно го држал оделот за политика и за литература, ги контролирал или поточно ги насочувал издавањето на изданијата на организацијата. Во тоа време ВМРО имала повеќе изданија, пак исто така и дневни весници. Понатаму тој исто така се грижал за
оделот за пропаганда и литература на организацијата, а исто така ги раководел специјалните мисии на организацијата кои што оделе во странство, извршувајќи разни контакти со представниците на странските влади. Од 1920 година па до убиството на Тодор Александров, Георги Баждаров бил еден од неговите најдоверливи соработници и советници покрај Кирил Прличев и Наум Томалевски. Всушност, Георги Баждаров влегол во интелектуалното крило на внатрешната македонска револуционерна организација. Георги Баждаров би можел да го опишам како интелектуалец, писател, публицист, човек со исклучително добри размислувања, човек со особено силни контакти, меѓутоа и како масон, заради фактот што тој е еден од основачите и еден од главните, условно ќе ги кажам, двигатели на масонската ложа Светлина, која што е создадена 1921 година во Софија. Според неговите размислувања, членувањето во една таква организација, односно станувањето масон, било единствено насочено кон создавање на автономна Македонија. Македонија која што би била обезбедена преку принципот на самоопределување за самоуправување. И Баждаров во тие масонски кругови гледал еден вид помош или пат кон реализација на таа цел. Георги Баждаров, како и голем дел од македонските дејци, од македонските револуционерни средини, влегол и во масонското движење. Тој членувал во масонската ложа Светлина, според некои податоци, во периодот од 1921 некаде се среќава до кај 23-та, но нели еднаш масон, секогаш масон. Покрај неговиот карактер, покрај неговиот интелектуален капацитет, најверојатно и масонството има влијание за неговото гледање на методите со кои што треба да се делува, нели, во самата револуционерна организација, но и од позиција на револуционерната организација, значи кон другите фактори. Особено кога станува збор за убиствата во организацијата, тој тука е жесток противник. Согласен е дека ВМРО е револуционерна организација и дека понекогаш навистина треба да се крене оружјето, но тоа да биде едно како последно решение, не толку лесно, значи да се пресудува и не толку лесно да се вреднува човечкиот живот. Тука е доста доблестен и останува принципиелен, значи на тој негов став. Георги Баждаров бил приврзаник на умерените действија и бил голем противник на братоубиствата. Тој особено се спротивставил на одлуката за ликвидација на Ѓурче Петров и затоа писмено му се обратил на Тодор Александров. Што се однесува до идеолошките прашања, Ѓорче ќе го оставиш на нас. Ние ќе се расправиме со него, а не со револвер. Покрај неговите активности во легалната македонска емигрантска организација, Сојузот на братствата, Георги Баждаров по Првата светска војна останува активен и во илегалната македонска револуционерна организација, значи во ВМРО, предводена од Тодор Александров и Александар Протогеров. Тој бил близок со Тодор Александров, значи како една интелектуална сила во организацијата, бил респектиран од Тодор Александров и
може да се каже дека Ѓорги Баждаров учествувал во изработката, ако не на сите, на најголем дел од многу значајни програмски документи на организацијата, на многу меморандуми, многу апели, нели, декларации и така натака. Треба да се одбележи за него дека тој заедно со Прличев, па и со други интелектуалци на организацијата, како што биле Милетич, Јоргов, Билев, ги пишувале речиси сите декларации, апели, меморандуми на организацијата испрачени во странство. Значи сето она што требало да се пишува за историскиот развој на организацијата, за основните политички погледи на самата организација, тоа овие, како што ги спомнав, биле оние кои што ги пишувале овие основни документи на организацијата. Учествувал во создавањето на весниците на француски јазик, Ла Национ или Нација, Ла Macedonian, англискиот, списанието на англиски јазик Macedonија, и во текот на неговото дејствување како член на задграничното представништво, че од 1920 година, тој бил одговорен за публикациите, односно следењето на печатот во светот и во Европа, сето она што било објавувано за македонското прашање, но и значи покрај овие два сегменти на неговата работа бил задолжен и за раководењето со прес-бирото, односно информацијското биро на организацијата. Во периодот на неговото дејствување во Европа и во светот излегуваат од печат околу 150 списанија, вестници кои што имаат македонски предзнак и кои што го третираат македонското прашање. Во името на Централниот комитет на ВМРО, Ѓорги Баждаров во октомври 1922 година го напишал меморандумот до председателите на владите на големите сили, кои се спремале за конференција во Лозана на која се решавале и балканските прашања. Во овој меморандум, кој всушност представува и прв меѓународен документ на Централниот комитет на ВМРО, по Нејскиот мировен договор се барал од Македонија да се создаде независна држава под заштита на Друштвото на народите или на ополномоштена од него сила. Ѓорги Баждаров е еден од основачите и на младата македонска тајна револуционерна организација, скратено ММТРО. Таа организација всушност представувала подмладок на внатрешната македонска револуционерна организација. Баждаров ги искористил своите интелектуални способности да придобие голем број на младинци, пред се студенти, да влезат во редовите на ММТРО. ММТРО како организација особено се расширила и добила препознатлива форма во вардарскиот дел на Македонија под српска власт. Таа навистина расширила мрежа низ повеќе градови и во низините редови влегувале голем број на македонски студенти и интелектуалци кои што полесно влегле во редовите на ВМРО. Значаен е за споменување овде секако судскиот процес против членовите на ММТРО кога групата била откриена од српската власт. Тоа бил поразителен факт за српската власт која што увидела дека во Македонија постоело силно антисрпско расположение, а изразител на тоа била токму и оваа организација. Ѓорги Баждаров во 1922 година бил иницијатор за создавање на македонска младинска тајна револуционерна организација со цел да служи како специјален институт за превоспитување и подготовка на младата македонска интелигенција за работа. Ѓорги Баждаров е човек кој што учествувал во возобновувањето во организирањето на извршниот комитет на македонските братства во Бугарија, бил избран за прв благајник. Особено значено што учествувал во создавањето на Македонскиот научен институт во Софија, каде што бил избран за подпредседател. Действувал на негов специфичен начин, за како и поголем дел од ова интелектуално крило, во тој судир помеѓу протогеровистите и михајловистите
застанува на страната на протогеровистите и заради тие негови ставови паѓа во немилост на Ванчо Михајлов. Во 1923 година Баждаров бил еден од основачите на Македонскиот научен институт, додека пак во 1927 тој бил избран за негов потпредседател. Учествувајќи во преговорите со представникот на Бугарската комунистичка партија, Васил Коларов, на неговата изјава дека Бугарската комунистичка партија секогаш со симпатија гледала на македонското ослободително движење и го помагала македонското дело, Баждаров му одговорил: ВМРО со благодарност прифаќа секаква помош од каде и да доаѓа, при услови на целосно зачувување на независноста на организацијата, како национална организација, како организација која што се бори пред се за национална слобода и права, и во која влегуваат луѓе со различни политички убедувања, но ќе си ги зачуваат за поослободувањето на Македонија. Во почетокот на мај 1925 година, Георги Баждаров заедно со Наум Томалевски и Јордан Ѓурков направиле посета на повеќе европски држави, меѓу кои на Унгарија, Италија, Германија и Австрија. На средбата со министрите за надворешни работи и на војската на Австрија се договориле за проширување на дејноста на ВМРО, на Македонската младинска тајна револуционерна организација и на Македонскиот младински сојуз и за обезбедување на нелегални територии преку австриската граница за Југославија. Покрај тоа, Баждаров успеал да изгради солидни врски со представниците на владите на Англија, Франција, Полска, Чехословачка, Романија, Турција, Швајцарија и останати. Во периодот од 1925 година до 1928 година биле организирани повеќе од 70 средби со владите на странските држави. За животниот и револуционерен пат на Георги Баждаров е значено дека тој на 6-тиот конгрес на ВМРО веднаш по убиството на Тодор Александров и покрај тоа што се надзирале веќе разликите, сепак бил избран за задграничен представител и таа позиција ја извршувал се до 7-тиот конгрес на ВМРО во 1928 година. Но веќе во 1928 година, особено на тој 7-ми конгрес, дошле до израз големите идејни разлики, па и може да се каже принципијалните разлики во методите на борба помеѓу Ѓорги Баждаров и представниците на задграничното представништво и новиот амбициозен лидер на ВМРО Ванчо Михајлов. Ѓорги Баждаров припаѓа на она умерено крило, десно крило на внатрешната македонска револуционерна организација, позната како протуѓеровистичка, која што се залагало сите недоразбирања внатре во организацијата и во нејзиниот расцеп да се решаваат по мирен пат. Тој за таа прилика изработил еден проект со кој што се предвидувало двете крила во организацијата, ВМРО Михајловистичка и ВМРО протуѓеровистичка, да ги надминат разликите и да не се уништуваат македонските животи кои што биле и прилог за добивање на македонската борба, доколку се сочуваат како такви. Меѓутоа, кога не наишол на разбирање, тој во периодот декември 1928 година заминува во Западна Европа, во повеќе западноевропски градови како Париз, Виена, Берлин, Торонто, Торино, Милано, Лиеж, да се сретне со цел со македонските студенти и Македонскиот студентски сојуз и да ги придобие на страната на крилото на ВМРО протуѓеровистичка. Како след на задгранично представништвото на ВМРО, Баждаров ја продолжи својата активност и за време на, кога дошол Иван Михајлов на чело на ВМРО, по убиството на Тодор Александров во 1924 година и по изборот на Иван Михајлов за член на ЦК на ВМРО. Меѓутоа, во наредните години ќе дојде во судир со Иван Михајлов, или поточно, Иван Михајлов изразил желба, односно настојувал да се укине задгранично представништво, а со тоа што сакал организацијата да се управува од еден центар,
се разбира, тој да го раководи тој центар, бидејќи се плашел од ова интелектуално крило на ВМРО, како што биле значи Баждаров, Томалевски и Прличев, плашеше се од нивните советодавни овие мислења и од компетентноста на овие членови на задгранично представништво. Меѓутоа, во тоа на негово настојување најмногу се спротиставил Георги Баждаров, кој што пишувал тогаш и до ЦК на ВМРО, и директно до Иван Михайлов, дека не е добра организацијата да се управува еднолично, да се управува од еден центар, дека таа треба да се управува колективно и дека едината на организацијата е таа да се управува колективно од повеќе органи на организацијата. Дури кризата од 1928 во организацијата, 28 година во организацијата ја смета за многу пострашна од кризата која што се случила 1924 година и убиството на Тодор Александров. Дури и му испраќа едно писмо на Ванчо Михайлов и му вели кризата во организацијата е многу страшна и секој оној кој што ќе се обиде да реши таа криза преку со оружје може да ја убие ВМРО. Бил свесен, знаел што го чека, дури заминува и во Варна, каде што бил постојано со телохранители, меѓутоа и таму го стигнала, значи смртната пресуда под обвинение дека го предал делото, односно работел против внатрешната македонска револуционерна организација. По убиството на Александар Протогеров, Георги Баждаров ја завзел страната на задграничното представништво на Георги Поп Христов и на некои други македонски револуционери кои што основале посебна организација ВМРО Протогеровистичка. Георги Баждаров всушност се наоѓал во вравовите на оваа македонска организација. Но од тој момент започнува и постојаното прогонување на Георги Баждаров од страна на михаиловистичките атентатори. Тоа е период од неговиот живот кој што бил исполнет со многу исчекувања, бегства, страв дека е можно да се изврши во некое блиско време атентат врз него. И навистина михаиловистите и лично Ванчо Михайлов сакал да го ликвидира интелектуалното крило, особено овие членови на задграничното представништво. Прв на удар фактички бил Георги Баждаров. Бил направен еден неуспешен атентат врз него во Софија и сосема случајно наместо него биле убиени некои случајни минувачи за кои што атентаторите на ВМРО Михаиловистичка мислеле дека е Баждаров и неговиот телохранител. Така на 26. јуни 1929 година, во близина на рускиот споменик во Софија, движејќи се со Кирил Прличев, колега од задграничното представништво, имал обид за извршување на атентат кој што завршил неуспешно и му била упатена писмена закана дека да внимава што прави, има син, бидејќи тие ќе знаат што треба да прават. Во таа прилика претходно Георги Баждаров остава затворен плик со порака во текот на месец мај истата година, неговата жена и синот да го предадат пликот по неговата смрт до неговите најблиски соработници. Во 1929 година, во месец септември, шетајќи низ Варна заедно со неговиот телохранител и неговиот пријател, своевремено член и на ЦК на ВМРО Христо Поп Коцев, било стрелано од страна на непознати атентатори кои што го ликвидирале Георги Баждаров и неговиот телохранител Христо Поп Коцев поминал само со рани и успеал да се излече, го преживеал фактички атентатот.
Со убиството на Ѓорги Баждаров и било нанесено тежок удар на ВМРО протугеровистичка, затоа што таа изгубила еден интелектуалец, еден човек кој што бил длабоко запознаен со идеолошката природа и принципи на македонското револуционерно движење и човек кој што бил спиритус мувенс фактички на ВМРО протугеровистичка. Веднаш потоа биле убиени и други припадници на протугеровистичката ВМРО. Еден дел под притисок на Ванчо Михајлов подпишале изјави дека се повлекуваат за секогаш од македонското револуционерно движење и фактички некако ВМРО протугеровистичка полека, но сигурно згаснувала. Со атентатот извршен врз Ѓорѓи Баждаров и другите членови и приврзаници на ВМРО протугеровистичка, Михајловистичкото крило настојувало да ја отстрани опозицијата од македонското револуционерно движење. Убиена од страна на атентатори кои што се испратени од Ванчо Михајлов и така завршува. Како што споменав, не успел да ги доврши неговите спомени, меѓутоа спомените ги посветува на неговиот син и каде наведува дека му посакува тој да биде подобар, поправичен и поделотворен за македонското дело од неговиот татко. На тој начин така и го завршува својот живот. Ѓорги Баждаров, како дел од интелектуалното ткиво на ВМРО, дава исклучителен придонес во борбата за македонската кауза. Тој идејата за македонската независна држава ја презентира и пред светската јавност. Македонија со смртта на Баждаров губи уште еден правдолюбив и храбар ум, кој е готов да се жртвува себе си за повисок идеал, за својата Македонија.